Македонски шоу, каде што вечерашен гостин е председателот на владата на Република Македонија Никола Груевски. Прв пат во сезоната 2010-2011 и прв пат во 2010 календарска година. Добро дојде. Како е? Добро ве нашол. Добро, работно. Значи, меѓу последните 7 дена се исклучително интензивни. Имаше самит на НАТО, каде што Македонија, нели, секогаш нешто очекува, никогаш ништо не добива. Потоа следеше посетата на Даунинг Стрит, тоа е прва посета на македонски премиер во на таа врата, инаку прочуена по сликање од веки веков, од сите што ја посетиле. Потоа следува пратенички прашања вчера и крајно беше, всушност ова емисија е крајно, предпоследно беше она што се случуваше во една телевизија. И денеска куп состаноци насобрани од деновите доека не бев тука, што се важни, па морав да све што за да ги поминам сите во една брза динамика, да, пред да дојдам во емисијата. Да не ја злоупотребуваме емисијата, од јас имам серија на прашања овде како би сакал да ги поставам и да разјасниме на публиката што не гледа вечерва околу многу работи, меѓународни, домашни и така натаму, да не го злоупотребам времето. Да, ете една оценка во врска со ова А1 сторија, да ја наречем, што вчера што случуваше и што тече во текот на денешниот ден. Вклучително и ова отворено студио на Канал 5 беше на таа тема. По, знаете што, во текот на вчерашниот и денешниот ден, институциите на системот дадоа детални објаснувања за јавноста и јас немам кој знае што колку да додадам во тој правец. Дури би може да кажам дека може и да погрешам во објаснувањето и кажувањето на некои детали или употреба на соодветен вокабулар и така натаму. Од она што може скратено да го кажам, се работи за подолг период обид на Управата за јавни приходи да изврши ревизија на работењето на неколку фирми кои што се сместени на адреса на која што се сместени поголем број на фирми, меѓу кои што и А1 телевизија, при што целта на Управата за јавни приходи не била контрола на А1 телевизија, туку контрола на, ми се чини, 6 фирми од вкупно 30 или 40, кои што се регистрирани и седишни имаат во истата зграда, во истиот објект, на истата адреса каде што е А1 телевизија. Од она што тие го кажа, подолг период биле спречувани, физички спречувани да влезат за да вршат ревизија, што им е законска обврска, затоа постои Управата за јавни приходи, за да врши ревизија на законското и финансиско работење на фирмите во државата. Побарале подршка од финансовата полиција и финансовата полиција која што е на некој начин под Министерството за финансии, тоа е институција под Министерството за финансии, и таа не успеала да обезбеди влез и на крај побарале асистенција од полицијата за да може да влезат да вршат ревизија. Што сега да те прашам? Тоа го цел ден го гледаме и вчера и денес. Значи имаме дури инсерти што денеска ги добив во врска со фатени се нелегално кеш, пари, не знам, компјутери и така натаму, ќе молам да инсертирам малку. Прашањето е до премиерот е дали има политички притисок врз таа телевизија и врз сопственикот на телевизијата? Тоа е основното прашање. Нема никаков политички притисок. Доколку имаше политички притисок, веројатно ќе беше директно кон телевизијата нешто. Дури јас не гледам и ништо трагично доколку Управата за јавни приходи изврши ревизија на финансиското и законско работење на телевизијата. Но во овој случај и тоа го нема. И тоа го нема, така што симптоматично е зошто толку долго ревизорите и инспекторите биле спречувани да извршат ревизија. И како тоа е прилично симптоматично, значи физички. Тоа не им се случило никаде. Не им се случува ниту во Скопје, ниту во други градови, ниту во села, ниту во планински села, ниту значи од било кој поглед да погледнеме, имале разни искуства, но немале искуство физички да не им дозволат влез и ревизија на книгите, на финансиското работење. Меѓутоа, тоа физичко недозволување во година и пол на крај се сведува до блокирање од страна на колеги новинари кои не го дозволуваат тоа. Се како во владата и како премиерот го гледа тоа, како да кажеме новинари, колеги се стават во заштита на нешто што дури не ни знаат дали може. Тоа има од истражен судија и од обвинител барање така натаму, но тоа не се ни знае како ќе заврши крајно на суд, може да е ослободително, може да е обвинувачко и така натаму. А веќе има еден цел фронт одбрана, не влагајте внатре.
Тука е тоа симптоматично што велиме, што е дури и сомнително може да се каже. Зошто се случи таква ситуација кога уредно било кажано од страна на сите институции на системот дека се бара контрола на работењето и конкретно на кои фирми, ја не ги ни памтам тие фирми, на кои што како што слушнав од директорот на управата за јавни приходи од неговите настапи на телевизиите, всушност на ниту една не бил собственик од најден телевизија, ниту собственик, ниту управител не бил. Така што тој аспект беше ниту некој од неговата фамилија. Можеби, не знам, зборува дека бил, ќе се види, ќе се утврди тоа кој бил, што бил. Во секој случај јас бев шокиран синоќа кога го видов тоа. Имав еден динамичен работен ден, целосно фокусиран на сосема други прашања и вечерта кога ми јавија дека на еден телевизија објавиле дека е под некаква полициска опсада, мислев да не е некоја шега или да не е некој. Не беше 1 април, беше Thanksgiving вчера. Не ми беше тотално јасно, почнав да вртам телефони да се распрашувам и на крај дојдов до информација дека всушност имало судски налог да полицијата овозможи асистенција за влез на ревизорите, на инспекторите на управата за јавни приходи за да се изврши контрола. Она што најмногу пречеше, да сублимирам, па ќе те замолам и за вака краток коментар. Најмногу што пречеше е што некаде од 7 часот натаму почна да се кажува дека е блокада и дека не знаат зашто е блокадата. Надвор имаше линк на кој беше колегата Мишко, не знаеме зашто е, не знаеме зашто е, а всушност уште во 9 саат сабајле имало инспекцијски служби кои биле во една соба затворени, во друга соба затворени, не им било дозволено да дојдат до материјалите за кои се дојдени да работат и така натаму. Значи знаеле зашто е, ја манипулира и ја лаже македонската јавност дека не знаат. И цело време одеше 2 часа одеше, не знаеме зашто сме упади у телевизија и така натаму, и дури одеше фингирано јавување кон Иво Котевски, кон министерката и кон премиерот и кон председателот на држава повикување. Председателе јави се, студентите те слушаат, Иво, бивши колега, јави се, те слушаат, а всушност Иво Котевски потоа покажува листинг, вели никој не ме барал, ја барав, не се јавува. Дури и професорката Гордана Силјановска на Канал 5 вчера изјавија, јас барав да се уклучам, да кажам спротивна теза и мене не ме вклучија. Значи една тотална манипулација, една режија. Не види. Како е сознанието во кабинетот се? Па, знаете што, со овие работи се бават институциите на системот. Јас лично не одам во толку детали, бидејќи моје само да сум сигурен дека се е согласно законите и дека тоа што го работат институциите е согласно закон и согласно устав и дека нема пречекорување на нивните овластувања. Тоа е најважно за мене од мој аспект. Тоа мала манипулација може да донесе до голема, може да се судри народ надвор, можеше не да боже нешто, оти вчера беа повикувани, тоа имаше говор на омраза и за нешто за што мене ме обвинуваат веќе 2 години, всушност вчера се слушаат сите. Говор на омраза, дојдите, соберите се ова, не седите дома. Значи, повикување, денеска Радмила Шекеринска изјави дека оваа влада ќе биде симната на недемократски начин, не знам каков е тој недемократски, веројатно е со оружје. Да, тоа беше страхотно што можеше да се види синоќа на еден телевизија. Јас бев тотално шокиран, не можев да поверувам дека тоа се случува. Од една страна добивав точни и прецизни информации од институциите на системот, што сакаат, што бараат, зошто се таму, која е целта, каков бил пристапот, која била законската постапка, а од друга страна гледам едно хаотично однесување од страна на дел од новинарите на А1 телевизија и на некои други медиуми, од Шпиц, од не знам кои други медиуми беа, и потоа и политичари од опозицијата. Не знам колку беа свесни тие што се случува, колку има информации, веројатно на нечии повик дошле, веројатно. Но во секој случај изгледаше многу лошо. Јас бев многу загрижен кога го видов сето тоа, но постојано барав дополнителни информации што се случува од институциите и постојано бев убедуван во ова што ви го кажав. Така што на крајот сите институции ме убедија дека се работи за една нормална процедура во која што се обидуваат да извршат, како и за секоја фирма во државата, ревизија на нејзиното работење, така долго време се попречувани, дека не ги пуштале да влезат натре, дека некогаш и кога ги пуштале им давале сопче во кое што седеле по неколку сати без да добијат ни еден документ и им викале, не знам, во еден случај им кажале дека сметководителката е на флизер и дека не може да им ги даде материјалите. По цел ден чекале инспекторите, сметководителката не знам да се врати од ваму или таму. Всушност тоа било на некој начин оневозможување
на луѓето да работат. Значи, главно, колку што ми кажа, биле спречувани да влезат во еден или два наврати, биле сместувани во празна канцеларија и им биле давани разни изговори дека не е тука адвокатот, не е тука сметководителот, не е тука овој, не е тука оној, и на крајот си оделе дома. И на крајот побарале подршка од Министерството за внатрешни работи. Директорот на Управа за приходи беше вчера со настапот, според мене, трајковски брилјантен. Точно, прецизно, баш како што треба човек кој работи со пари, со финанси. Тука нема професионалец. Да, нема тука лево, десно импровизација. Со големо искуство. Тоа што е тоа е. Каде што кажа дека меѓу другото се испумпани огромен број пари од државата и се однесени во острови, односно држави кои се tax haven, кои се даночни прибежишта, даночни раеви за парите, тоа го кажа. Што значи дека долго време сега народот во оваа држава очекува конечно да почне една борба јавна. Сега може води обвинителството, не знам, судот. Меѓутоа јавна борба против оние кои поседуваат многу пари, а тие пари ги заработиле на нелегален начин и за тие не платиле данок. Може ли да е ова еден почеток, како што да кажеме и во Хрватска се случува, овие ветришта од Хрватска наваму ли дуваат? Од Европска унија ли се тоа ветришта? Не, јас не би рекол дека е почеток, значи владата која што е водам 4 години и 2-3 месеци, од почетокот до сега води континуирана борба против криминалот и корупцијата. Со таква агенда влеговме. Тоа им го најавивме на гласачите во 2006 година, им кажавме дека ќе дадеме се што е во наша моќ да се бориме против криминалот и корупцијата. Кажавме дека е невозможно целосно тоа да се сузбие, бидејќи го има во цел свет и никој не успел, ни една држава не успева во целост да го искорени, меѓутоа ќе се бориме да го смалиме нивото со силната борба против криминалот и корупцијата, да дојде на некое ниво како што е во други држави и со тоа да го подобриме животот на граѓаните во Република Македонија, да подобриме перцепцијата за државата, да го подобриме условите за бизнис на компаниите во Република Македонија и да им овозможиме подобра слика и на странските инвеститори кои што размислуваат да дојдат и да прават бизнис и да отворат работни места во Македонија. Така што со една таква агенда ние влеговме и веројатно следите континуирано работиме на многу крупни случаеви и резултатите се видливи. Отворени се многу судски процедури, многу од нив се и затворени со извршни пресуди. Ситуацијата е таква што во моментот континуирано веќе 2 години континуирано имаме меѓу 950 и 1000 луѓе кои што нема место во затворите да ислужат казната. Па се чека да некој ја доврши, па да влезат тие што веќе добиле конечна пресуда да треба да извршат. На листите на оние институции кои што ја следат борбата против криминал и корупција, Македонија континуирано напредува. Ние бевме на 105-то место на Transparency International пред 4 години, сега веќе сме на 62-то. Што Слаđana Taseva вели дека не е доволно добро. Тоа сега Слаđana Taseva беше кандидат за председател, не успеа. Сега малку тука јасно. Она го загуби кредибилитетот во однос на неутралноста. Се обиде да влезе во политика, не успеа, па не собра потписи, па сега бара виновници за тоа. Но добро, и таа има право да си го каже своето мислење. Само не сакам да бидам разбран дека ние сме направиле нешто што го сузбива целиот криминал. Имаме уште многу работа, но продолжуваме и понатаму. Така што не би се согласил со вашата теза дека сега е некаков почеток. Ова е само дел од редовното работење на управата за не беше теза, беше прашање. Меѓутоа, прашање. Сега ме интересира, циркулира низ град, вели, сега не знам дали е вистина, дека судскиот процес кој се водеше против Фешпет, односно против Штерио Наков, дека е завршен и дека всушност 51% од неговата компанија со судска одлука е во рацете на државата, односно одземени му се. Сега тоа е вака меѓу бизнисмените се шири меѓу, не знам, имаш некако? Од она што го знам, дека вака ево у оваа борба. Предметот е во судска постапка, немам информација дали е завршена. Може би е во првостепен ова што... Не знам, немам информација, се уште немам информација официјално добиено дали е тоа завршено. И околу ова имам само уште едно прашање. Беше и во моментите се сеќаваме кога беше она битка меѓу Дзинго и Велија за кој ќе го раководи